Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Централен дневник во 19 вечерва гледам. Македонија го одбележува денот на светите Кирил и Методи. Ќе има ли надеж за македонските евроинтеграции на самитот на НАТО во Хаг? Бугарија не ја коментира најавата за средба. Обвинителството бара ефективен притвор за Насеф и Нухил. Роднините на жртвите откочени ќе даваат исказ пред обвинител. Голем прекин на електричната енергија низ Јужна Франција, 160.000 домаќинства без струја. За опасноста од мајмунските сипаници, како се шири заразата, има ли случаи кои не се пријавени за реформите во здравството, што треба да биде приоритет? Во тема на денот доктор Драган Даниловски. Добро вечер, останете овде, почнеме веднаш. Македонија денеска одбележува денот на светите Кирил и Методи. Во Охрид архиепископот Стефан служеше литургија. Во Охрид беше и премиерот Христијан Мицкоски, кој повика на национално единство за стратешките интереси на државата. Непријателствата меѓу народите, судирите меѓу културите и разните немири кои постојат не би биле такви и толкави кога во светот би имало повеќе луѓе какви што имале солунските браќа. Истакна поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан во обраќањето на Свечената академија, што по повод 24 мај денот на светите Кирил и Методи се одржа во катедралната црква Света Софија во Охрид. Зашто да потсетиме тогаш кога посилните империи и поетаблираните народи сакале културна и јазична превласт над словените, светите Кирил и Методи не наметнувале туѓ јазик и туѓа култура, туку сакале токму Христовото име и неговата наука да допрат до срцето на секој човек на разбирлив мајчин јазик. Председателот на владата Мицкоски забележа на потребата од единство, порачувајќи дека не сме премногу да се двоиме и не сме пресилни за да се разединуваме. Не треба да не вознемируваат таквите негирања затоа што во глобалниот свет на поголеми и помали, на посилни и послаби, тоа е природен процес на докажување. На помалите народи им преостанува да играат мудро, паметно и стабилно. А во однос на негирањата, одговорот ќе го добијат и тие, и сите други. Во оригиналните списи кои во оваа прилика се изложени на 10 метри од местото на овој мој говор. Што се однесува на темата на домашните превирањина, како што рече внатре државни сопки? Пред притисоците од надвор, премиерот ја посочи потребата од единственост во позициите кај сите. Замислете позиција каде ќе бидеме единствени, едногласни за најважните прашања, нешто што реално не се случуваше овие повеќе од 30 години. Замислете позиција каде нема да се делиме пред надворешните фактори, нема да паѓаме во нивните очи преку математиката на броење на прозападни и происточни крвни зрнца, каде ќе ги искористуваме сите шанси кои ни ги дава историјата за приклучок кон големите процеси на европско и светско ниво. При тоа, како што рече Мицкоски, за да се направи чекор напред, потребно е градење на државно и национално единство и подавање рака и клучна согласност за најважните прашања за татковината. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Лидерот на опозицијата Венко Филипче, кој исто така беше на Академијата во Охрид, смета дека СДСМ е конструктивна опозиција и на денешните повици од премиерот за национално единство повикува на средба за откочување на евроинтеграциите. Ние сме апсолутно спремни да седнеме и да видиме како ќе работиме заеднички за доброто и напредокот на државата. Веќе во понеделник на состанокот на Националниот совет за евроинтеграција, јас ќе дам и конкретен пример. Предлог, со конкретни предлог, дури и дневен ред, за тоа што сметам дека треба најголемите политички партии на лидерска средба да разговарат, поради тоа што јасни се пораките од Европската Унија. Сите укажуваат дека патот по кој што треба да се движиме е јасен. Додека чекаме и додека не правиме ништо, се што се случува е само губење на време. Младите тоа го гледаат единствено како стимул за оцелување. Никој повеќе од младите генерации нема да ја гледа еднината тука во Македонија ако ние не направиме ништо да го откочиме тој евроинтегративен пат.
А ден по најавата на премиерот Христијан Мицкоски дека на самитот на НАТО во Хаг ќе се случи диалог со Софија под посредништво на Европската унија, во Софија денеска нема коментар. Аналитичарите пак сметаат дека македонската страна не треба да има преголеми очекувања од ваква средба во ваков формат. Бугарија засега не потврдува можна средба помеѓу Радев и Силјановска следниот месец на НАТО самитот во Хаг. Средбата која ја најави премиерот Мицкоски од заедничката пресконференција со шефицата на европската дипломатија, бугарските медиуми ја пренесоа, но државниот врв не ја искоментира. Одговор побаравме од кабинетот на бугарскиот председател Радев, но таму велат дека досега немаат информација за ваква средба. Аналитичарите пак сметаат дека македонската страна не треба да има големи очекувања од средба во ваков формат и покрај најавеното присуство на високи представници на Европската унија, НАТО и Соединетите американски држави. Точно е дека Калас прати едни малку различни пораки од Кошта претходно. Кај Кошта беше декларативна поддршка за евроинтеграција, кај Калас имаше и некаков можеби зголемен апетит или некакви конкретни механизми во самата изјава, но на крај ќе се сведе на политичка волја и во Македонија и во Бугарија, затоа не гледам некаков спектакуларен напредок и не мислам дека треба да очекуваме некаков голем квантен скок напред на првата средба. Можеби присуството на меѓународните представници ќе направи да се договорат дека ќе се договорат, но не треба да очекуваме конечен резултат, ниту пак некаков конкретен напредок на првата средба. Единствен начин за придвижување кон конечно решение, според Арцовски, е промена на позициите или од страна на Софија или од страна на Скопје. Мислам дека додека не се смени позицијата или наша околу тоа како би ги прифатиле уставните измени или бугарска, не можеме да очекуваме напредок. Тие можеби да констатираат заедничка волја за разговори, може да констатираат заедничка волја за компромис, но не може да направат никаков исчекор додека една од тие две позиции не се смени. Европската унија се уште се надева дека Македонија ќе ги исполни превземените обврски за уставните измени, но шефицата на европската дипломатија Каја Калас вчера од Скопје порача дека се разгледуваат и други механизми за откочување на европската интеграција на земјава, ако планота не успее. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Председателката Гордана Силјановска-Давкова и државно-црковната делегација кои се во посета на Рим и Ватикан за одбележување на денот на сесловенските просветители, светите Кирил и Методи, денеска положија венец пред спомен плочата на македонски јазик во чест на делото на светите браќа по базиликата Санта Марија Маџоре. Председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова и државно-црковна делегација се во посета на Рим и Ватикан по повод одбележувањето на денот на сесловенските просветители во базиликата Санта Марија Маџоре. Положија цвеќе пред спомен плочата на македонски јазик во чест на делото на светите браќа Кирил и Методи. Присутни беа и голем број македонски граѓани. Силно е и инспиративно е да прочитате на македонски јазик покрај на другите словенски јазици, дека му оддаваат почит на духовниот сесловенски татко, без кој веројатно ние и тешко би се просветиле, бидејќи тој е тој носителот, доносителот, промоторот на писменоста, без писменост не можете ни умот, ни мислите да ги изразите. Никогаш на човештвото не му било повеќе потребна вера, духовно, со оглед на напливот на материјалното што не доведе до состојба со која не смееме да се гордееме. Силјановска-Давкова го посети и гробот на папата Франциск. За него председателката вели дека ќе остане запаметен по умот и посветеноста на сиромашните, како и по блискоста до верниците. Заедно со неа како дел од делегацијата беше и министерот за култура и туризам Зоран Љутков. Жал ми е што не успеав да го запознам предходниот папа, но денеска се поклонив на неговиот гроб. Импресиите од овде се големи и се надевам дека од новиот папа, кој што постојано повикува на мир, на единство и на заедништво, дека конечно ќе ги отвориме многу повеќе ушите, дека ќе бидеме многу поразумни и дека конечно ќе престанат војните и дека ќе се донесе мир во светот, благосостојба, заедништво и единство.
Во базиликата Санта Марија Маджоре во Рим денеска присуствуваше и црковна делегација предводена од митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Честитка по повод празникот испрати собранискиот спикер Африм Гаши. Овој празник не потсетува на големината на мисијата на сесловенските просветителски браќа, кои преку создавањето на глаголицата и ширењето на писменоста оставија длабока трага во историјата на словенските народи. Како собрание остануваме посветени на унапредувањето на образованието, културата и јазичната разноликост, како суштински вредности на едно демократско и напредно општество, вели Гаши. Ние и сите идни генерации имаме обврска да го почитуваме и негуваме наследството кое светите Кирил и Методи ни го оставија. И горди сме што покажавме дека се грижиме за нашето културно наследство, за нашиот македонски јазик. Во периодот на владите на СДСМ беа донесени храбри државнички одлуки, благодарение на кој денес македонскиот јазик е признат и рамноправен во Обединетите нации и во Европската унија, стои во честитката на лидерот на СДСМ Венко Филипче. Инаку во понеделник Силјановска Давкова ќе има аудиенција кај поглаварот на Римокатоличката црква Лео 14 и ќе оствари средба со државниот секретар на Светиот престол кардиналот Пиетро Паролин. Потоа во Рим ќе има билатерална средба со председателот на Италијанската република Серджо Матарела. Мартин Арсов, Сител телевизија. А денот на сесловенските просветители одбележан и во Прилеп. По повод празникот посветен на светите браќа Кирил и Методи, сесловенските и македонски просветители. Во Прилеп повтор пат се одржа настанот Денови на свети Кирил и Методи. Предходно во црквата која што го носи нивното име се одржа литургија со која што чиноначалствуваше митрополитот Петар во сослужување со епископот Никола, а во Прилеп денеска гостин беше и митрополитот Силоан на австралиската епархија на Српската православна црква. Ова е прв српски владика кој што служи во оваа црква после Втората светска војна. Токму светите браќа Кирил и Методи се оние најзаслужните не само за православието на словенските народи, туку исто така што нивното дело не било завршено со протерувањето на нивните свети ученици, светите Климент, Наум, Сава Горец и Ангелари, туку напротив, тука е продолжено и од тука се развило и повторно се возвраќа на сите словенски земји. Све нас Словене, јер со ови просветители заправо нама на нашем собственом јазику приближили истину Христову, управо благодарејќи нjihovом труду, нjihovом просветителском раду и равно апостолном раду, како каже сам Тропар и нjihoво житие, добили све те истине на јазику и на култури која нама најближе. Настанот е организиран од Сдруженијето Платформа за креативни концепти Прилеп во соработка со општината. Проектот вклучува работилници и ученици од 7 и 8 одделение по македонски јазик и ликовна уметност, како и овој завршен настан. Овој проект има за цел се повеќе младите да се запознат со ликот и делото на светите браќа и да го афирмираат. Главната цел се тие повеќе да научат, бидејќи тие се еднината на нашето општество и во нив треба да гледаме просветителската дејност. Нашите просветители кои што едноставно ни го дадоа и ни го преведоа Светото писмо, му дадоа писменост на нашиот народ, православен народ, со кој што навистина се гордееме како на Балканот, така и на целиот свет. Организаторите на настанот се надеваат дека оваа манифестација единствен од ваков тип во Македонија ќе стане традиционална. За Сител, Дарко Штарговски. Второто лице со мајмунски сипаници во државата се уште не се пријавило на прилет на Универзитетската клиника за инфективни болести, вели директорот Цела. Од вчера до денеска нема никакви промени кај пациентот со мајмунски сипаници хоспитализирана инфективна. И тоа е во добра состојба. Вториот кај кој е потврдено ова заразно заболување се уште не се јавил на клиниката, но од Институтот за јавно здравје велат редовно комуницираат и со него. Лабораториските анализи кај заразениот кој е изолиран во болничка соба се во рамките на нормалните вредности, велат инфектолозите. Пациентот нормално се продолжува да се следи и се уште и ќе биде хоспитализиран неколку дена кај нас додека ова не донесеме друга одлука.
Иначе кај пациентот се влегува со лична заштитна опрема, сите протоколи што се предвидени и препораки од СЗО се почитуваат. Пациентот е изолиран во една соба. На листата на контакти на Институтот за јавно здравје се и двајца здравствени работници кои имале комуникација со потврдените случаи. Институтот за јавно здравје изработи краток водич за здравствени работници со препораки и патеки на движење за сомнителните случаи. И истиот беше доставен до Министерството за здравство. ИАЗ денес отвара 2 нови телефонски линии за информирање за мајмунски сипаници. И тоа за консултации на граѓани и за консултација на здравствени работници. Стои во соопштението од Институтот. Двајцата потврдени случаи на мајмунски сипаници во земјата се мажи на 40 и 44 годишна возраст од Скопје. Не се познавале меѓу себе. Не патувале надвор од земјата, но во ист ден биле на преглед на клиниката за кожни болести. За кој подтип на вирусот станува збор? Од ИАЗ примероците ги испратиле во Холандија. Освен осип, кај ова заболување карактеристични симптоми се и висока температура, болки во мускули и омалаксаност. Сања Димитровска, Сител телевизија. И продолжение темата е мајмунските сипаници. Мој вечерашен гостин е професор доктор Драган Даниловски. Добро вечер. Добро ве најдеш. Благодарам на поканата. Некако имаме после она пандемијата страф од се, па затоа првото прашање е колку се опасни овие сипаници и колку е голема опасност од ширење. Јас веќе имам за тоа пишувано, но е накратко телеграфски. Станува збор за вирусна болест, позната одамна. Незината татковина е Африка, нели? Но сега заради честите патувања, контакти меѓу луѓе, се прелева и во други области кај што не е својствено да се најде. Значи, станува збор за вирусна болест која што има благ тек, клинички тек, кај огромното мнозинство на заболените и најчесто завршува без остаток. Меѓутоа, во секој случај мора да, секој што ќе се зарази, да се следи, зашто некојаш кај поединци ретки може да се случат и компликации. Добро, како е? Инаку за ширењето. Да. Знаете, многу тешко може, за да се пренесе, потребен е многу близок контакт кожа на кожа, и дури тука спаѓа и интимните контакти, сексуалните односи, или продолжен контакт лице в лице, за да се воспостави така наречен капков пат, пренесување со капки од секрет. Меѓутоа, дефинитивно не постои ризик за масовно ширење, заради тоа што, пак ќе речам, потребно е многу време за да дојде до настанување на контакт. Не постои ризик за масовно ширење, но сепак секој случај мора да се обработи, значи да се има еден рационален пристап, да се диагностицира исправно, да се изолира заболениот или заболените и да се информира и пациентот и јавноста исправно. Ние имаме 2 случаи кои што се потврдени. Интересно е што тие под епидемиолошката слика не патувале надвор во Македонија, не се познаваат. Дали, а вие велите дека потребен е поприлично сериозен контакт, дали тоа може да укажува дека не имаме многу такви случаи во државата кои што не се потврдени и од како тие се заразени? Видите, она што е достапно во јавноста, нели, и од што знаеме дека постои отсуство на патување во странство, тоа дознавме во јавноста, дека низ епидемиолошката анкета е дознаено, од една страна. Не значи дека немало контакт. Тоа значи едно нешто само, дека постои локална трансмисија, локално ширење. Или со други зборови, меѓу нас веќе овде, во Македонија, односно по-специфично во тој меур некој или по-непосредно окружување каде што тие заболени се движеле, постои локална трансмисија. Тоа значи дека треба да се биде буден, да се следи ситуацијата, како што тоа го прават надлежните колеги, да се реагира на секој
секоја појава на сомнителни симптоми и едноставно да дојде до она што реков, да се диагностицира исправно, да се изолира и да се информира како што треба пациентот. Од друга страна, колку што знам, во епидемиолошката анкета тие немаат изјавено дека имаат воспоставено дека имале контакт со заразено лице. Знаете, за епидемиологијата се вели дека треба да чита и меѓу редови. Легитимно е за ваква болест, која станува збор малку скокотлива, да се очекува дека во епидемиолошката анкета нема секогаш искрено да се одговори на прашањето. Некои информации ќе бидат скриени и така, ама како што реков, епидемиологија е и да читаш меѓу редови, и тоа значи дека не може да немале некаков контакт, ама легитимно право е, нели, тие тоа да не го соопштат. Ако се појават нови случаи, има некаква потреба од поголема контрола, ајде да не речеме паника. Не, апсолутно станува збор за заболување кое што многу тешко се пренесува, како што рековме, потребен е исклучително продолжен и интимен, интензивен контакт, кожа на кожа или ете, да речем, уста на уста. Но она што треба да се прави е да се биде буден, да се оние што се, ај така да ги наречам, ризични популации, сега да не ги спомнувам, нели, кои што интензивно се движат во некои кругови, имаат одредени опасни поведенија, да бидат предупредени, како што веројатно и се, да бидат предупредени при секоја појава на сомнителни симптоми. Тоа не значи осип само, туку тоа значи покачена телесна температура или оток на лимфни жлезди, да се јават на својот лекар. Добро, за ова болест че нам нема превентива, така, вакцинација, но не имаме чисто како префалување на друга тема. Во последен период ни е многу лоша слика со вакцинација кај децата и оние антивакцинални појави кои што се појавуваат и кај доктори, и кај педиатри. Има ли опасност да ние влеземе на подолг рок во некакви сериозни заразни заболувања кои веќе се искоренети? За вакцините, знаете што ќе ви кажам, вакцините станаа жртва на својот успех. И практично проблем сега стана што ние заборавивме колку тие беа успешни наназад десетици години. Па има родители кои никогаш не виделе што е тоа детска парализа, што се морбили и така натаму. Значи, наеднаш сега имаме проблем со тоа да се замени стравот од болест со страв од вакцини. Тоа е нешто што е контрапродуктивно, нели, не е прифатливо, и она што тука треба да се направи е да се, тоа е решението единствено е од рана возраст, уште во основно училиште да се врши едукација на децата, од една страна, и од друга страна да се контактира со родителите кои имаат отпор кон вакцините низ еден отворен и доследен диалог. Значи не со настојување, со убедување и со принуда, туку со диалог, со објаснување. Но имаат проблеми со некои доктори кои размислуваат поинаку. За жал, јас тоа сум го пишувал и сум го говорил и порано. Оние кои што се во прва линија на фронтот обврзани за да вршат здравствена едукација се докторите од примарната здравствена заштита, но за жал добар дел од нив, секоја чест на поединци, не се сите такви, но добар дел од нив се, јас ги наречам, тивки вакцинални скептици. Имам нагумина кои што ги им препорачува, јас сум слушал од обични луѓе. А века докторот ми препорача, почекај да преговори детето, па вакцинирај го. Мислам, тоа не држи, тоа не е во ред, а за тоа треба да се погрижи, па, знаете кој? Постои Национална комисија за имунизација, веќе 4 години, која што се појавува протоколарно само, да речеме за повод недела на вакцинација и така натаму, а според закон стои таму дека Националната комисија треба континуирано да се грижи за
подигање на информираноста од една страна на докторите, овие што ги спомнавме, и на населението. Такви, најодговорно тврдам, до сега 4 години релевантни активности во таа смисла не видов. И тука некако поминуваме на темата на реформи во здравството, тоа е вечна тема, вие бевте едно време и дел од тој политички процес како министер. Од денешна дистанца, што мислите дека е најголем приоритет околу потребата на реформа на здравствениот систем? Сега има нова влада, таа најавува нови реформи, претходната најавуваше, некако сите најавуваат реформи, а некако реформите слабо функционираат. Па видите, потребна е прво политичка волја. Второ, она што е клучен проблем и причина за неефикасноста на системот, неодржливоста на здравствениот систем, е непостоење на почитување принцип на отчетност. Од една страна, и второ, непостоење на објективни стандарди за квалитет на здравствените услуги. Тие се два пункта што треба прво да се седне и некој да се погрижи да ги воспостави. На второ место е воспоставување или враќање или обезбедување на мотивација кај здравствениот кадар. Сите се во апатија. Сите се разочарани, гледаат да отидат некаде надвор, нели? И трето да се воспостави систем кој што квалитетен систем на менеджмент или на управување и финансирање во здравството. Без овие три елементи не можеме ништо да очекуваме. А она со кое што треба да се почне е менеджментот и финансирање. Неодамна напишавте една идеја за, например, двоен фонд за здравство или два дела на фонд за здравство. Како го замислувате тоа? Па вака ќе ви одговорам. Кога еден купувач на услуги, купувач на некоја роба, продавач на една роба, нема конкуренција. Тој ја купува робата без да гледа каков квалитет е таа. Што сакам да кажам? Фондот за здравствено осигурување има монопол во државата. Тој монопол му овозможува да купува услуги врз основа на, така да речем, количина, а не врз основа на квалитет и резултати во однос на здравствените услуги од одделни даватели на здравствени услуги. Ако се воспостави добро регулиран, алтернативен или дополнителен фонд за здравствено осигурување, исто државен, јавен или јавно-приватен sejedno, ама уште еден да има, тогаш ќе се воспостави здрава конкуренција, кога секој од нив ќе се труди да купува, да биде вистински купувач на здравствени услуги за своите осигуреници, ама не формално, врз основа на квантум, туку врз основа на квалитетот на тие здравствени услуги. Тогаш и давателите на услугите и овие два фонда спротивставени во конкуренција меѓу себе, ќе се постигне да квалитетот на здравствените услуги за населението биде подобрен. Што станува кога станува збор за терцијалното здравство, клиничкиот центар е повторно идеја за нов клинички центар, имавме реорганизација. Дали тука сгрешивме во структурата на досегашно функционирање и што е според вас најважно да се направи у поглед на терцијалното здравство? Па кога се расцепкуваше, кога се фрагментираше клиничкиот центар, тој си беше интегрален на времето до 2007-2008 година. Мислам дека со најдобри намери беше направено да еден мастодонт, еден гломазен механизам, дека ако се расцепка, полесно ќе се менаџира со одделните негови составни единици. Испадна дека не е така. Испадна дека фрагментацијата на клиничкиот центар значеше и фрагментација на здравствените услуги. Непостоењето на координација во одделните, во случаи кога постои потреба од мултидисциплинарно третирање на пациенти, непостоењето на таква координација
значеше не само загуба на време, значеше и загуба многу пати и на животи. Така што интеграција на клинички центар е нешто што е кондиција sine qua non, ако сакаме воопшто да размислуваме дека може да се подобри квалитетот во терцијарното здравство. Али со некаква поголема автономија мислите на неговата или поголема зависност од државата? Од една страна да се интегрира во единствена целина. Во единствена целина, единствен клинички центар, кај што ќе има не 31-2 таму управни одбори, администрации и така, туку ќе биде една организација, една администрација, ќе има заеднички протоколи и ќе има координација. А координацијата многу често значи, како што реков, значи живот, не само заштита на време. Тоа е околу организационата структура. А има нешто друго, кое што колку и да интегрирате, што сакате правете, купувајте колку сакате апаратура, кадри носите, секогаш ќе остане, според мене, јас то така го викам, не е то така, ама така тоа личи, ќе биде проширена секундарна здравствена заштита, а не терцијарна. Зошто? Затоа што е под капата на извршната власт. За да биде вистински врвно здравство, терцијарно здравство, треба да биде откачено од влијанието на извршната власт. Било која боја. Ние живееме во држава во која што владае партитократија, морам то така да кажам. Тоа е имитација на демократија, знаете. Јасно. Како која коалиција на власт дојде, така се дели колачот. Таквата партитократија сега резултира многу често, не секогаш, час и чест на исклучи, резултира честопати со какистократија. За да не биде тоа така, за да се подигне левел плюс нивото на можностите да се развива терцијарната здравствена заштита, таа треба да се префрли под капата, под чадорот на универзитетот. Ардома, јас не сум многу оптимист, во наредниот период, не сум многу оптимист дека со една административна одлука тоа може да се реши, туку за тоа треба да созрее веројатно културата на владење. Во секој случај зборуваме како наметнуваме како идеи, човек кој позна да составите. Благодарам за ова гостување. И благодарам да поканам. Мој вечерашен гостин е професор доктор Драган Даниловски. Лјупчо Димовски е реизбран за лидер на Социјалистичката партија на Македонија. Делегатите на 10-тиот партиски конгрес повторно му ја дадоа довербата. Лјупчо Димовски е реизбран за лидер на Социјалистичката партија. Делегатите на 10-тиот партиски конгрес повторно му ја дадоа довербата. Во својот извештај констатираше дека успел да ја врати партијата на власт по 7 години поминати во опозиција. Упати силни критики на адреса на претходната власт која ја обвини за предавство на националните интереси и блокада на евроинтегративниот процес. По тешкиот пораз на Социјалдемократскиот сојуз, на локалните избори, стариот партиски претседател подна се оставка функцијата премиер и лидер на партијата, новиот кој го наследи како партиски претседател и премиер, се покажа недостоен за функцијата и направи катастрофални грешки на штета на државата и народот, прифаќајќи како и претходниот одредена положба на државата во однос на соседите. Тие тргуваат со идентитетските прашања за името, јазикот и историјата на државата, што како последица ја закочија и нејзиниот пат кон Европската унија. Напредокот кон Европската унија останува во фокусот на Социјалистичката партија, но како што рече Димовски, не по секоја цена и без билатерални услови. Во новиот мандат најави борба за економски раст и повисок животен стандард. Ни престојат сериозни задачи во наредниот период за да се отстранат насобраните аномалии и пречки и да се остварат промените кои се ветени во програмата на коалицијата Твоја Македонија, прочитана во годината програма. Мора да сме упорни на тој пат за да се докажеме како партија дека имаме сила и потенцијал да оствариме економски раст и развој во стабилни услови и да влееме надеж кај граѓаните
дека промените се можни и оствариви за поквалитетен стандард и живот. Социјалистите во моментов имаат двајца пратеници, еден градоначалник и еден заменик министер, додека председателот Димовски е подпредседател на владата задолжен за политички систем. Истакна дека со ВМРО-ДПМН се во стратешка коалиција повеќе од 21 година и има одлична комуникација со премиерот Мицкоски. Премиерот Мицкоски успешно е води владата на Македонија со јасни државнички и национални ставови, со реален и критички пристап кон ЕУ интеграциите и со фокус на внатрешните развојни проекти и захвати за меѓународно инфраструктурно поврзување. Отворен критичен на уцените за ЕУ интеграцијата, особено барањата за уставни измени. Социјалистичката партија на Македонија дава целосна подршка на овие ставови. Впрочем, тие се заеднички изградени, заедно со премиерот Мицкоски. Социјалистичката партија е правен наследник на Социјалистичкиот сојуз, а во денешната форма функционира од осамостојувањето на Македонија. Љупчо Димовски е третиот партиски председател. Го наследи Љубисав Иванов Дзинго, која водеше партијата речиси 25 години. Александар Спасовски, Сител телевизија. Јавното обвинителство бара поранешните директори на онкологија Нино Васев и Нехат Нухил да одат во затворот во Шутка. Мерката куќен притвор, одредена од Кривичниот суд, според обвинителството е недоволно да спречи бегство на двајцата обвинети во случајот онкологија. Јавниот обвинител вложил жалба и бара од апелациониот суд да одреди ефективни притвор, бидејќи поблага мерка како куќен притвор не гарантирала непречено водење на кривичната постапка. Имајќи предвид дека со двете поднесени обвиненија на обвинетите им се ставаат на товар повеќе кривични дела, за кои се запретени високи затворски казни, како и други околности кои укажуваат на опасност од бегство, мерката куќен притвор не представува доволно ефикасна заштита, велат од јавното обвинителство. Обвинителството бараше ефективен притвор за Васев и Нухил, но со одлука на Скопскиот кривичен суд, двајцата вчера заминаа во куќен притвор. Владачката ВМРО-ДПМН денеска побара обвинителството да ја преиспита и улогата на Венко Филипче, поранешниот министер за здравство во случајот онкологија. Случајот со онкологија е веќе втор случај по пресудата за модуларната болница, каде што некогашниот министер за здравство, а сега привремен чувар на местото председател на СДС, Венко Филипче, е иземен од одговорност. Проневерата од 2,2 милиарди денари во онкологија, немањето на онколошка терапија и купувањето на скапи лекови од компанија блиска до Филипче, основното јавно обвинителство мора подитно да го истражи. Воедно повикуваме Филипче да прекине да се крие по партиски штабови и да се појави во јавност. Вистината излезе на виделина за онкологија, ја грозната лага на Мизрахи ДПМН, кој сака со криење документи да го прикажат Венко Филипче за виновен, им пропадна во вода. Наместо да се повлечат и да се извинат за своите лаги и манипулации, тие продолжуваат безочно да лажат и обвинуваат, реагираат од СДСМ. ДПМН освен манипулации и местенки, ништо друго не направи откако е на власт. Од утро до вечер се занимаваат со измислени афери за Филипче, бидејќи нема што друго да понудат, велат во реакцијата опозицијската СДСМ.